Добар ден, драги осмоделенци, добро дојдовте во Е-училница. Јас сум Горан Павловски, наставник по граѓанско образование во Основното училиште Гоце Делчев од Гостина. Денес ќе обработиме наставната содржина, сличности и разлики меѓу луѓето во граѓанското општество. Најпрво да ги определиме целите кои сакаме да ги постигнеме со овој час. А тоа се да се разберат сличностите и разликите помеѓу луѓето во граѓанското општество и да се почитуваат културните разлики помеѓу луѓето во граѓанското општество. Основна карактеристика на граѓанското општество е правото на сите граѓани да учествуваат во општествениот живот, што значи дека секој граѓанин на различен начин, преку гласање, преку граѓански здруженија, волонтерски активности или слично, може да учествува во донесувањето на одлуки кои се однесуваат на заедничкото живење. Друга карактеристика на граѓанското општество е почитувањето на основните принципи на слобода, правичност, рамноправност, почитување на разликите и правата на сите луѓе. Нашата држава е пример за мултикултурно општество. Граѓаните на нашата земја припаѓаат на различни култури, различни етнички заедници, различна вероисповед, зборуваат различни јазици. Сите тие култури се специфични, имаат сличности, но и различности. Што подразбираме под поимот култура? Под култура се подразбира начинот на живот на припадниците на едно општество или на одредена група во рамките на самото општество. Културата го опфаќа начинот на кој што луѓето во одредено општество комуницираат, начинот на кој што се облекуваат, со што и како се хранат, начинот на семејно живење, религиозните обреди, па дури и начинот на исполнување на слободното време. Елементи на културата може да бидат верувања, устни преданија и вредности, архитектонски дела, уметнички дела и слично. Основно за секоја култура се вредностите и нормите. Вредности се идеите кои што одредуваат што ќе се смета за важно, вредно и пожелно, односно што е исправно, а што погрешно. Норми се правила на однесување кои произлегуваат од вредностите. Вредностите и нормите заеднички го формираат начинот на однесување на членовите на одредена култура. Сите култури се разликуваат една од друга, но секоја култура е еднакво значајна. Интересно е да се каже дека во различни култури едни исти предмети или активности може да имаат различно значење. Например, во Јапонија прифатливо гласно сркање додека се јаде супа, додека во многу други култури тоа се смета за непристојно. Белата боја во некои култури е знак за радост, а во други за тага. Кога припадниците на една култура многу малку знаат за другата култура, културните разлики може да бидат и причина за конфликт. Денес живееме во време кога мешањето на културите е неизбежно. Причина за тоа е големата мобилност на луѓето. Луѓето се движат од една во друга земја поради образование, поради вработување, поради туризам, визната либерализација дава можност за патување по светот и запознавање нови култури, но исто така и интернетот ги поврзува луѓето од разни страни на светот. Со меѓусебната комуникација и запознавање се воспоставуваат позитивни релации помеѓу припадниците на различни култури, кои се засноваат на некои од основните вредности за соработка, како што се искреност, отвореност, почитување и љубопитност да се научи нешто ново. Ова е важно за остварување на принципите на демократското граѓанско општество. Европската унија е исто така унија на различни култури, каде се негуваат принципите на почитување на различностите. Основните вредности на Европската унија се почитување на достоинството на човекот, почитување на човековите права, слобода, еднаквост, праведност. Во Европската унија има 24 официјални јазици,
Секоја земја е представена со официјалниот јазик на државата и тој станува еден од јазиците што службено се користи во Европската Унија. Сега ќе сработиме неколку вежби кои ќе ни помогнат полесно да ги оствариме целите кои си ги поставивме за овој час. Прва активност, од вашето место на живење, односно од вашата општина, одберете две заедници кои припаѓаат на различни култури и направете Венов диаграм, каде што ќе ги запишете нивните специфичности, односно разлики, а во пресекот нивните сличности. Втора активност, најдете 3 примери, секој со ситуации каде што е пријатно да се биде сличен со другите луѓе. И наведете ги причините зошто мислите дека е пријатно да се биде сличен. Третата активност, најдете 3 примери, секој со ситуации каде што е пријатно да се биде различен со другите луѓе и наведете ги причините зошто мислите дека е пријатно да се биде различен. Ви благодарам на вниманието и имајте успешна работа.